така се радувам на овој студиски албум. Џоле Максимовски денеска ни е нагости. Максимовски United пристигна во студио Холимуд. Знаеш како, прво ќе ти честитам, а втора работа, многу ми е драго што и како пријател и како медиумски работник сиве овие години сум бил сведок на една неверојатна музичка револуција и твоја собствена еволуција. И не знам што беше последното, меѓутоа аудиокултура може би нешто што ме држи последна меморија, најавување за некој проект каде што имаше всушност и најава дека Џоле работи на нов материјал. Не знам дали тоа беше за ова или можеби нешто претходно, ама ќе ти честитам со оглед на тоа дека сегде твоето мајсторство го имаш дадено и како една соло функција можеби во овие бендови кои што ги набројав пред некоја минута, Џоле. Драго ми е што Максимовски United вистина обединува и станува едно, јас би рекол, прибежиште за многу добри конзументи и слушатели. Па така што ја поздравам твојата сестра, која што ми е долги години мој личен пријател, другар, исто како и ти, што ме потсети дека овој викенд се случува промоција на Холимуд. Па ќе ги поканеме денеска сите на Телма телевизија, бидејќи Телма и понатома останува, можеби, јас би рекол, бастионот на музиката. Така е, Марко, благодарам за поканата, пред се и за супер, за одличната најава. И во право си, да, сме се виделе пред неколку години, сум ти го најавил овој проект, кој што тек сега излезе, пошто така му дојде времето сега да си излезе. Како ова желчето што е на насловната страна, некако така метафора да, на нештата. Да. И така, значи проектот си го крстив United, пошто многу често ме грешат. Дал си Дзоле, Диоле, Гиоко, Диоко, чекај, викам, ќе се крстам Максимовски United. Полесно ќе си го крстам. Полесно ќе си биде така. И тука свират повеќе мои другари, да, соработници долгогодишни, со кои што сме снимали и други материјали во текот на претходните 20-30 години. Да ги споменам: Владан Дробицки, Дино Милосављевиќ, Сенат Хусеин, Александар Никодиновски, Филип Димишковски, Мите Димовски, кој што е воедно и продуцент на албумот. Тралала, така е. Така е. Дарко Тасев, Давор Јордановски, некого Александар Кацарски, го кажам. Кацарски, да, Кацарски ми гостува на една нумера која што јас мисливме да биде хип-хоп, рап, дечкото дојде, мислам, Кацар е препознат во тој круг. Да, опасен лик и супер соработка имаме, ќе имате можност да чуете понатаму. Така, друго што би те интересира? Ме интересира грешкава што направи прималку СК. Веројатно синдикат е местото каде што или дебар малку ги канеме сите, меѓутоа ќе потсетам, има толку многу, пак ќе кажам, бастиони и такви убави качења во Скопје на музиката и на културата. Само ова ме интересира. Холимуд звучи, јас би рекол, повеќе како чувствот, колку како наслов само. Да. Место каде музиката создава нова реалност. Каква реалност, можеби, ако те прашам, можеби ти не достига во секојдневието, па ја создаваш преку музиката? Па реалноста во секојдневието знае да биде многу корчлива и лоша, као што гледаме. Сурова на моменти. Сурова, какви вести гледаме околу нас, мислам, со што се занимаваме, тоа е нешто неверојатно. неверојатно. И до перцепцијата ќе се сложи на приоритетите на обсервирање на настаните од денот. Даваме предност на некои работи или нема да дадеме да не обликува. Така е, меѓутоа после сето тоа ние мораме да го разубавиме светот. А и во друга страна да избегаме на некое место каде што е поубаво. Мене тоа ми го дава музиката цел живот. Можам да сите нас. Да кажам и да прашам дали можеби овој албум е еден личен дневник на твоите внатрешни состојби? Апсолутно, да. Да. Фантастично. Да. Нема да погрешам дека ова во аудиокултура беше всушност и овој албум кој што тогаш можеби го најбоеше. Дека 80% беше готов. Барем така знам се ќе. Јас си го најавувам неколку години и така. Сега му дое времето, да. Пред 5-6 дена имав концерт исто така во аудиокултура во склоп на проектот на Иво Јанковски кој што се вика Джезотерија. Така е. Супер се дружевме, имав добра публика, свирав како трио со Иван Петровски и Дино Милосављевиќ, супер си поминавме и тоа беше една најава за овој албум, кој што сега во недела ќе се промовира. Ѓоле, повеќе урбан
или духовен проект би рекол? Па, урбан. Па не знам. Мојот дух е можда урбан, па да ги споиме некако. Во една комбинација. Урбаниот дух. Како се создава, да речеме сега, музика или музички колектив во кој што секој музичар има силен идентитет? Често си бил во колективи, пак ќе кажам, овде обединуваш под еден наслов, твој авторски проект, доста луѓе, ама дозволувајќи секој да го покаже можеби истиот идентитет, како апсолутно. Да речем свој печат. Апсолутно, мислам, со овакви музичари кога работиш, доаѓаш на проба, даваш идеја, мелодија, некој аранжман, тури аранжманот сам се прави во текот на пробата. Едноставно не можеш да им кажеш ти свири ова, ти свири оно. Дечките се врвни и она само ги оставаш они да кажат како ќе изгледа песната. Сама си се создава таа. Кој автори на истите? Да. Холимуд, Сакам, Hey It's Okay, Бадник, Стар Лисец, Хип Фолк. Да. Има вистина во приказен? Да, секоја си е како посебна приказна, секоја песна. Мислам, баш онака не се компонирани, сега ќе седнам, ќе напишам песна, него ја во суштина чекам да ми дојде песната, да ме повика, некоја мелодија или некој грув. И така идам онда ку соба и го зијам басот и тука се создава тоа, да. Знаеш како често знам и со твои колеги и пријатели да говорам во време на дигитализација, вештачка интелигенција, премногу алгоритми. Дали е храброст денеска да создаваш покрај сите овие работи авторска музика и колку можеби алгоритмите влијаат, не влијаат и создаваат некаков... Па не треба многу храброст. Да. Мислам, пошто ти постоиш и само треба да направиш нешто, исто како што сега зборувам, мислам. Не треба многу храброст, само да се решиш дека едноставно го правиш тоа. Јас на сите млади, мислам, не ќе да дам совети, али препорака да си создаваат своја музика. Гледам, има многу убава, многу добри бендови има во последниве години, млади генерации кои што си се поддржуваат сами себе и супер го прават, тоа сам поддршка голема. Имено. Ке има ли патувачка приказна, ме интересира? Па да, има некои концерти веќе договорени во Србија, некои џез фестивали, некои се во преговори и така, ќе има промоција во Скопје, низ Македонија и така, во преговори. Одлично. Знаеш како велам, албумот не е само форма да се стави во архива и да фати прав. Така. Не знам колку денес можеби генерацијата нова честни случаи, мене секој пат ми било мајсторски да се преслуша една конкретна лична музичка епоха на артист. Не знам дали денеска луѓето имаат некој пат трпение да го од почеток до крај слушнат албумот. Меѓутоа, твоја лична, можеби, призма на работите, дали мислиш дека денес луѓето доволно слушаат музика или само ја конзумираат површно? Не знам дали некој пат прашувам и тебе, дали некој пат ја остави музиката целосно вака како албум да ја преслушаат нашите пријатели и колеги, или вистински денеска имаш музички критичари, рецензенти кои што ќе дадат оценка на албумите? Па секако дека постојат луѓе кои што слушаат од почеток до крај. Синоќа ми се јави еден пријател од Лондон кој што два пати го преслуша одеднаш албумов и ми направи супер рецензија, пријател. Джоле од Санс, поздрав до него. Има едноставно, има тие што што слушаат музика, што сакаат, си слушаат нормално. Сега со Инстаграмов и со Фејсбуков, со брзите информации, нормално. Сме навикнати, TikTok, гледаш, кратко трае, вртиш. Меѓутоа, човек што сака вакви работи, си го пушта албумот и мислам дека тоа е тоа. Не знам што да кажам. Ке се најде на винил? Можеби, да. Можеби моментално е на CD, кое што ќе се продава во продавницата Рестарт во Трговски, исто така се наоѓа на Bandcamp. На промоцијата во недела ќе имам
беџови, стикери со QR кодот кој води до Bandcamp. Кога што популарната маркетинг, сина ќе каже мрч. Да, ки има малце, ки има CD-а по промотивни цени, така да кој што сака нека повели. Супер. Што би сакал луѓето да почувствуваат кога ќе го слушнат Холимуд? Срцето и душата на Максимовски Юнајтед, да. Сега се надевам дека ќе почувствуваат нешто така, дека сум пренел нешто. Инаку е албумот доста амбиентал. Ова што слушаме нешто во позадина. Да, ова е првата номера која што се вика баш Холимуд. Прекрасно. Колку човек мора да помине низ животот да создаде искрено музичко парче? Во време на релативно лажни дискурси, во време на флоскули, колку вистина еве? Па треба, ако го работиш албумов како ја што си го работев, треба да помине време да ти дое некоја енергија, некоја музика, некое друштво, со некој да се запознаеш, да отидеш негде, да патуваш. Од неколку numeri од албумов се створени во ковидот. Ковидот мене ми беше одличен за работа. Мислам, толку беше досаден и апсолутно заслужил. Лошо беше. Ама некои мелодии тогаш ми дојде. Одекна, да, и после собрав Александар Ванчовски и Стефан Алексовски, први членови у бендов, се собравме, направивме неколку проби, баш во тоа време и сконтав дека може да биде нешто од ова. Така да секогаш треба некоја каписла за правење музика, не знаеш од кај ќе ти доја. Да. Споменав, Ѓуле, во твојата биографија се испреплетуваат, затоа јас сум бил и сведок и на некои концерти. Владко Стефановски, Гара Бетавитјан, Кабадајас, затоа велам имаш неверојатно музичко мајсторство оставено тука. Претпоставам дека сиве овие години свирење можеби за други всушност те подготвија за еден твој авторски глас како што е Холимуд. И во едно интервју велиш дека Холимуд е музиката што пее во тебе, дали тоа значи дека долго време носеше музика која што чекаше можеби на промоција и дали денес по толку искуство музиката се уште ти е највозбудливата нота во животот? Апсолутно дека ми е. Само да кажам дека тоа свирење за други не постои, свириш за себе, мислам. Со други. Али придонесуваш, нели? Работиш на друг проект, тоа е нормално. Мислам, ако не се внесам себе, ако ти правиш проект, ако ми кажеш Џоле, сакаш да свириме заедно, ја ако не се внесам себе, ја не можам да свирам за тебе. Која е поентата на нешто? Да, можеме да свириме заедно и да соработуваме. Меѓутоа, уште еднаш ова ме потсетува на моментот дека треба да бидеме во служба едни на други. Апсолутно, велиш, да, го оставаш твојот печат и придонесуваш за некој тук музички материјал да звучи. Да, со радост и среќа. Да. Имате некои можеби други проекти каде што настапувате и со некој од овие бендови се уште или Максимовски Юнајтед ќе биде годинава? Имам доста соработки. Еве пред некој ден имав концерт со една млада пејачка која што се вика Елена Васова. Имавме концерт. Фантастично. Знаеш Елена, да. Фантастично. Не знам за оние кои што можеби ги пропуштиле некои од претходните изданија. Елена е всушност некогаш работи на аеродромот кај нас во Скопје. Тоа беше интересна приказна која што ја споменавме. Меѓутоа, рече овој пат се посветил Марко на музика. Се сеќавам со Ади Мери, чинам дека работеше на некој проект. Фантастично е. Да. Ете имаме соработка, доста помладо од мене, многу одличен вокалист. Многу добар човек, супер лик. Прекрасно. Тешко е во Македонија да се остане авторски доследен или не би го рекол тоа така? Не би го рекол тоа. Мислам, се е до тебе, до мене. Што сакаш да кажеш у моментов, дали сакаш нешто да направиш, дали не. Кај мене се како периоди. Јас имам периоди кога работам на други проекти цело време, имам периоди кога на овакви проекти работам повеќе. Сум баш како ќе ми дојде. Нема некој. И поканим уште еднаш 17 мај, синдикат. Повелете во 12 часот во синдикат на 17 мај. Тоа е недела, ќе биде едно убаво
матине во срцето на Дебармало, тоест на границата меѓу Дебармало и Буњаковец, тука е негде. Прекрасно. Ки си поминеме супер, повелете. Марко повели и ти, Со задоволство. собери екипа и веќе благодарам на убаво утринско дружење Фала ти. и искуство. Максимовски Юнајтед ве кани на Холимут, промоција овој викенд, недела 17 мај. За Марко од срце, ќе го памтам овој датум. Седнаш, благодарам. знаеш дека е така. Оба страна.